тоа. Почитувани љубители на кошарката, добро вечер и добре дојдовте со слика во салата во Куманово на надпреварот од регионалната Балканска кошаркарска лига. Добро вечер од името на Македонскиот олимписки комитет, кој еве со посредство на своите соработници и договорената на некој начин соработка со регионалната Бибол лига започнува еден нов проект, пренесување на настаните кои тешко може да се видат на малите екрани, на телевизиските екрани во нашата земја, па токму затоа Македонскиот олимписки комитет се реши во иднина да ги пренесува токму овие настани. На некој начин овој проект веќе заживеа, пред отприлика 2 седмици беше пренесуван државниот шампионат во куглање. Има многу спорт на каналот на МОК ТВ на YouTube, како од сениорската конкуренција, како од домашната, така и од меѓународната сцена. Ќе има и надпревари во соработка со националните федерации, насочени пред се на младата популација во државата, се со една цел, што поблиску да биде доближен спортот до идните, на некој начин, спортски генерации. Тоа е една од основните примарни цели на Македонскиот олимписки комитет, се разбира. Вечерва, реков, ќе имаме можност за прв пат на МОК ТВ да го следиме еден кошаркарски надпревар. Дуелот од третото коло, втора фаза во бибол конкуренцијата, група Д меѓу домаќинот Куманово, еден од 4 представници на Македонија во регионалната конкуренција и косовската екипа на Печ. За кумановци вечерашниот дуел е од големо значење. Евентуален триумф над Печ директно ќе обезбеди пласман Куманово во полуфиналето. Практично ќе прескокне четвртфиналната рунда. За неа пак вечерва во Скопје ќе се бори и нашиот втор представник во оваа иста група, тоа е екипата на Карпос Соколи, од неодамна освојувач на Купот на Македонија, односно пред 3 дена. Соколите вечерва ќе бидат домаќини на црногорската екипа Теодо. И не им е потребна победа, доколку сакаат да ги сочуваат шансите, пак за влез најмалку во четвртфиналето. Двајцата вечерашни противници Куманово и Печ во овој надпревар влегуваат со неуспешен, би рекол, настап во националните купови. Веќе реков, екипата на Куманово во петокот настапи во Кавадарци на завршницата на Купот на Македонија, доживеа пораз во четвртфиналето од Работнички 87-81, додека составот на Печ во неделата играше во финалето на Косовскиот национален куп, загуби од Сегал Приштина со 77-66, инаку тимот на Сегал Приштина го нема во втората фаза на бибол конкуренцијата, иако оваа косовска екипа е актуелен шампион во ова надпреварување. На клупата на Куманово го гледате Маријан Србиновски, 42 годишниот стратег, гостиварчанец од Србиновски, поранешен репрезентативец на Македонија. Ја предводеше македонската репрезентација и на европскиот шампионат во Хрватска. Има Марче што да каже, се разбира, и има што да посоветува, особено во поразот кој екипата на Куманово го доживеа во претходната рунда на гостувањето во Печ, и тоа убедлив со 85-68. Првенствено неговите избраници ќе мора да ги анулираат грешките, загубените топки. На тој надпревар ги има многу, дури 18, несватливо за еден тим кој претендира за највисок пласман. А од друга страна пак Александар Тодоров, добро познат лик од Мак Баскетот, своевремено тренер и во екипата на Куманово во сезоната 2001-2002, со меѓународна кариера, 43 годишниот Тодоров
годинава се реши своето парче кошаркарски леп, стручен се разбира, да го вади на Косово во составот на Печ. Добро се познаваат актерите на овата тима, има неколку кошаркари кои во составот на Печ кои игра и во кошаркарскиот шампионат на Македонија. Еден од нив е и кошаркарот со број 42, американецот Ноа Долман, кој заедно со Тодоров 2011-та дојде во редовите на МЗТ Скопје, каде мина 2 сезони, па потоа мина во екипата на Балкан во Бугарија и играше повторно заедно со Тодоров, со кој беа и во романскиот Динамо Букурешт. Првиот напад ќе го имаат кошаркарите на Куманово. Живановиќ, Мијатовиќ, Пековиќ, Браун и Јаневски е изборот на Сабиновски за стартните 5. Тилсон, Рендолс, Чекај, Весели и Далман во составот на гостите од Косово. Ја видовме и првата тројка на надпреварот за водство на кумановци од 3:0. Лошо шутира на претходниот надпревар. Нагости во Печ кошаркарите на Куманово, кога во прашање се ударите за 3 поени. На тој надпревар реализира само 2 од 12 упатени удари, наспроти да речеме дури 12 тројки кои ги погодија кошаркарите на Печ. Јаневски, репрезентативецот на Македонија, во дуел против американецот Рендолс. Не успева Јаневски. Враќаат и кошаркарите на Печ со тројка, со број 8. Тоа е косовскиот репрезентативец Албен Весели. Еден од тројцата репрезентативци, а ревијата на тројки продолжува и натаму, веќе трета на овој меч, втора за екипата на Куманово. Олстин Тилсон, тој ќе има улогата на организатор на овој надпревар во составот на Печ. Нофовиќ за 3, овој пат неуспешен, прибера Пековиќ, тој е Миладин Пековиќ со број 33. Реков еден од играчите кој сезонова го засили составот на Куманово, доаѓајќи од кавадаречки Фени Индустри, играше и за Кожув. Браун. Неуспешен беше овој обид на Данило Мијатовиќ. Нема поени, док има 2 слободни фрлања, лична грешка, број 5 Маријан Јаневски. Севкупно 5 порази имаат кумановци сезонава во бивол конкуренцијата. Еден од нив во втората фаза, реков пред 10 дена на гостувањето токму кај Печ. 6-4 резултатот. Јаневски изолиран да игра против Далман. Поснажен е нашиот крилен центар Маријан Јаневски. Први поени се тоа за него. И сега изделка на таблата. Војовиќ за 3. Не успеа да затвори. Добро, Данило Мијатовиќ имаше офанзивен скок. Покој Албен Весели.
намалува на 8-6. Пети поен е тоа за 22 годишниот Весели. 20 се извинам и 7 годишниот Весели. Еве втората лична грешка во составот на Пече. Живединовиќ. Нова загубена топка. Ова е втора. Реков ги има многу, премногу. На претходниот меѓусебен дуел, дури 18. Во разговор пред надпреварот со тренерот на Кумановци Маријан Србиновски рече направивме едноставно ние самите грешки. Да, противникот притискаше на последната половина, но несватливо како се направиат толку многу грешки од неговите избраници. Весели не успева да реализира 3 и судиите не се решаваат да досудат фаул. Рендлс, еден од четворицата од петмината странци во составот на Печ, Егюнив и кошаркарот со број 42 Ноа Далман изравнува на 8-8. Дживановиќ за Мијатовиќ. Браун. Евенов обид за 3, неуспешен. Беше тоа Живановиќ, постигна една тројка. На почетокот имавме ревија од погодени удари за 3, потоа 4 по низа промашени, а сега лична грешка број 2 треба да е тоа за Маријан Јаневски. Ако добро забележав. Двојна измена прави Србиновски со број 14 Радослав Пековиќ во игра и Караколев со број 8. Тука мора да има фаул во напад, судиите не судат ништо, иако бара Албијан Весели топка за него. Следниот пат опомена за Мијатовиќ од еден од арбитрите, а тоа се Чиулин од Романија заедно со Лутешич и Јокич покажуваат дека не само што немало фаул во напад, туку и следен таков обид да се изглуми лична грешка, барем според нив. Мијатовиќ ке заработи техничка. Сега лична грешка за Аријан Чакалај. На двојната измена на Јаневски, Тодоров враќа со тројна измена. Джеймис Кин со број 21. Сега еден кошаркар повеќе на теренот, затоа оваа реакција. Не знам зашто реагира црногорскиот судија. Во право беше Караджовски, бидејќи 6 мина играчи беа на паркетот. Да, мртов период, нема игра, но требаше самите тоа да го видат судиите, а не да се закануваат со техничка. Караколев. Пековиќ. Обид за проигрување со Пековиќ. Миловин на релација со Радослав. Нова чиста ситуација за 3, нова тројка за косовската екипа. Тешко се препознаваат броевите на овие дресови на косовската екипа со број 8. Тоа е уште еднаш Албијан Весели. Негова втора тројка враќа Караколев со 2. За Караколев, први поени се тоа.
И сега Весели директно во рацете на Миладин Пековиќ. Караколев ќе оди до крај, имаше тука контакт, не и за фаул, велат судиите, но Караколев со 4 врзани во низа поени ја враќа предноста во полза на кумановската екипа. Скин. Лична грешка, нова, овој пат за Миладин Пековиќ. Чинам дека веќе е исполнет бонусот. Ова е 4ти фаул, така е, за екипата на Куманово. Гостите имаат 3. Нема многу фајде од онлайн статистиката. Едноставно не книжи ништо. Затоа не бадијала старите рекле пенкалото и картигата врака па пеш. Од двете едно реализирано слободно фрлање за Мирза Ахмедбашич. А еве нова тројка за екипата на Куманово, прва за Миладин Пековиќ. Според мојата евиденција 5-3 Куманово, 4-1 Печ во ударите за 3. За разлика од претходниот надпревар кога реков Кумановци реализира само 2 тројки од 12 упатени удари на дуелот кој го загубија со 17 поени разлика. Вечерот тој сегмент од играта далеку подобар. Миладин Пековиќ. Убаво во рекетот, спуштање за Радослав Пековиќ, први поени. Седма минута од надпреварот, највисоки плюс 6 за Куманова. Долман. И оново игра сам зад линијата 6.75 со број 77, тоа е словенецот Абрамовиќ, има нови поени за Радослав Пековиќ, негов четврти. Плюс 8. Изминува и седмата минута. Долман, односно Долман така е, дојбеше под кошот, не успеа да поентира. Еве можност прв пат Кумановци да имаат и двоцифрена предност. Браун, кратко. За Караколев прв фаул, надвор од игра, оди американецот Джанел Браун, на негово место Димитар Ражовски. Македонскиот репрезентативец Каражовски се жалеше на повреда на стапалото, беше под знак на прашалник неговиот настап на вечерашниот надпревар. А добре што вака гостите од Печ шутираат кога во прашање се ударите за 3 за слободни фрлања, па и за 3, ништо подобри. Собиде Мијатовиќ да реализира тројка безуспешно. Остануваат оние 7 поени предност. Абрамовиќ за 3. Нема тројка. Тоа е веќе негов трет обид. Реализира една тројка, односно 2. Весели
Завршна минута од првата четвртина. Има 2-3 шанси да отидат на двоцифрена предност домакините. За сега не успеваат. Јаневски ќе се врати во овие завршни 39-40 секунди во игра. Повлечен од игра Данило Мијатовиќ, екс-кошаркарот на МЗД Скопје Аеродром. Лани Срвинот го носеше дресот на тимот од Јане Сандански. Тилсон за 3, нема тројка. Караджовски. Разликата меѓу двата часовника од прилика 5 секунди, уште 5 за овој напад. Јаневски ќе мора да бие, му избега топката од свртување и ова е повеќе би рекол несмасен, отколку намерен фаул, но да видиме како ќе биде квалификуван. Број 6, лична грешка, број 1 за Мирза Ахмед Башич. Живановиќ ќе биде вратен во игра на местото на Јаневски. 5,2 секунди до крајот на првиот период. Во игра се враќа и Камерон Рендолс, американскиот кошаркар, на место на сонародникот Џејми Белиски. За сега ништо посебно не видовме од американците на печ. Караджовски за 3. Еве ги првите поени на Димитар Караджовски, трета тројка за екипата на Куманово, која сепак четвртината ја добива со двоцифрена предност на крајот. 22-12, има 3 шанси претходно, не успеа со звукот практично на сирената. Караджовски прв кош, тројка за него, плюс 10 за Куманово. За сега добро функционира шутот од поле, кога во прашање нашиот представник. 4 тројки од 8 упатени удари, за разлика од оние 2-9 на гостите. 52% Куманово за 2, односно 55, извинам. Печ реализира само 2 пати од 5 упатени удари за 2 поени. И оттаму овие 10 поени предност. Може би со нешто повеќе среќа може да добијат со поголема разлика. Првата четвртина и овие 10 се повеќе од доволни. Сега судена е лична грешка. Колмо само да видам. Број 5. Маријан Јаневски. Втор фаул е тоа за Јаневски. И ќе оди на клупа, на негово место Данило Мијатовиќ. Хајдари со број 11 за прв пат во игра. Ајде да видиме кому сега овој фаул. За Радослав Пековиќ, прва лична. Има 2 слободни фрлања за Албан Весели.
Едно погоди, едно промаши. Тоа е ефектот на гостите. Од прилика горе-долу, кога во прашање се слободните фрлања. Тоа е добро за нашиот тим. Караджовски. Од постано големо промашување, барачен контакт, таму Караджовски судиите не покажуваат ништо. Затоа пак речиси на идентичен начин Камерон Рендолс обележи својот прв кош. Без поени американецот во првата четвртина, иако на првиот надпревар против Куманова беше неефикасен со 25. Ова лоптовладавање беше премногу ризично, успеа да спаси Мијатовиќ. Караджовски ќе одигра 2 на 2, сепак на спротивната страна и убаво одиграно во рекетот, поените ќе важат, има и дополнително слободно фрлање. Джейми Скин, прва лична за Караколев, веќе 6-ти поен. Не успела Караколев да ја врати предноста на плюс 10. Тоа е највисоката разлика која има кумановци во досегашниот тек од надпреварот. Не може вака да се дозволуваат домаќините, гостите да остваруваат толку многу офензивни скокови во ситуацијава 2 поред, но среќа што не ги реализира. Да речеме, на претходниот надпревар исто тоа беше проблем во составот на Србиновски. Само да ја забележам втората лична грешка на Джейми Скин, бидејќи многу моја статистиката не можам да се ослонам. Велам исто, тоа беше проблем во играта на Куманово. Избраниците на Маријан Србиновски дозволија на првиот меѓусебен дуел со Печ противникот да оствари дури 14 офанзивни скокови. Иако во дефанзивните, според бројките, Куманово имал повеќе од Печ, но сепак тоа е втора шанса, втора можност, па како што беше тоа случај пред малку и трета. И затоа реков оној порез од 17 разлика. Откако промаши првото, овие две успева да ги реализира Караколев, купно 8 поени за него. Ова се највисоките, 11 плюс. Не за долго, бидејќи има тројка. Еве го тој момент уште еднаш. И тоа трета тројка на Албан Весели, негов 12-ти кош. Чекори. Да. Премногу долго се двоумеше Радослав Пековиќ што да направи со топката, иако беше оставен сам. 215 сантиметри високиот центар. Потекнува од школата на Белградска Црвена звезда, играше 18 месеци како посебен играч во Геоплин Слован. Играше како поземен во ФНП. Минатата година во романскиот шампионат во составот на Темишвар. Караджовски успева да поентира. Пети кош за Караджовски. Со многу среќа, не е многу знаење, отколку среќа. Скин, прв кош. 8 плюс. Живановиќ. Уште 4 секунди за овој напад, успева да изнуди лична грешка.
од Арти Хајдари. Токму Хајдари оди на клупа. Се враќа во игра со број 77 словенецот Роберт Абрамовиќ. А еве нова тројка, Караџовски. Втора за него, вкупно 8 поен за македонскиот репрезентативец. Мојата евиденција вели Куманово 5-9. Составот на Печ 4-10 кога се во прашање ударите за 3. Односно 3-10. И сега тактички фаул на Данило Мијатовиќ да не дозволи моја полуконтра да биде реализирана. Втор пат плюс 11 за македонскиот представник во бивол конкуренцијата. Добро затвора Караколев, има чекори тука. Добро затвори Караколев, дојде на помош кај Караџовски. И во претходната ситуација тие добро соработува. Ахмед Бешич на клупа. Чалакај со број 7 во игра. И Браун, Джанел Браун, 22 годишниот американец во составот на Куманово. Еве нова тројка за Данило Мијатовиќ. Шести негов поен. 4-2 во ударите за 3. Плюс 14. Мијатовиќ добро покрива. Затворени сите приоди. Но е добро одиграна одбрана. Караџовски не се реши да бие. Браун има брз шут. Уште 7 секунди за овој напад. Караџовски ќе мора да тргне на кошот. Караџовски изблокиран, срекна топката до Караколев, но и тој изблокиран. Измина оние 24 секунди предвидени за нападот на Куманово. Но Аталман се враќа во игра. Караколев оди на клупа, на негово место Миладин Пековиќ. Во првата четвртина Миладин Пековиќ реализира една тројка. Важи за играч кој има прецизна рака, особено од дистанца, за линијата 6.75. Екс-кошакар на Кожев и на Фени Индустри. Нофовиќ за 3, овој пат прецизен. Чалакај. Први поен и се тоа за седумката на Печ од игра. Вкупно четврти за него. Четврта тројка за Печ. Ретко гледаме пробивање во рекетот, најчесто завршуваат акциите вака со шут од дистанца, по двете реализирани. Прво промашување во вид за 3 на Караџовски. Аустин Тилсон успеа да стигне и да изјавови намерата на противникот. Миладин Пековиќ. 5 секунди за нападот на Печ. Агостинскиот тренер, македонскиот стратег Александар Тодоров бара тайм-аут. 3:43 до крајот на полувремето, плюс 11 за кумановската екипа. Накратко ќе фрлиме поглед и на вториот надпревар од оваа група во Скопје. Карпош Соколи губи од црногорската екипа Теодо 32-34.
И таму се игра 15-та минута. Реков Соколите, новиот победник во Купот на Македонија, доколку сака да остане во игра за плей-офот, ќе мора да забележи победа на дуелот против Теодо. А Куманово ќе потсетам уште еднаш со триумф вечер. Заврши минутата одмор за Тодоров, уште 3 секунди за овај напад, ќе мора вака да се завршува и во последната секунда свирен е фаул. Кому? Не успеав да видам. Сега е мал прекин поради уфрлен предмет. Добре да има убава атмосфера во салата во Куманово, која прават популарните кумани, но мора сето тоа да мине во границите на дозволеното, фер, коректното однесување. Слободна проценка, некаде околу 1000 гледачи. Иако може би очекувавме и повеќе од тоа. Велам, тоа е слободна проценка, имајќи предвид позицијата на која се наоѓаме и дека поголемиот дел од на главна трибина од страната на камерите, едноставно не можеме да видиме колку е исполнет. Загубена топка. Мислам тоа дека е веќе петта, односно не, шеста, во составот на Куманово. Гостите имаат една помок. Тандемот Бековиќ успеа да го сопре овој налет на Чалакај, немаше реализација во обидот за 3 на Скин. Останува сепак составот на Печ во напад. И сега големо невнимание на нашиот состав, убава фрлена контра од страна на Каражовски, која за жал не успева да реализира. Милан Пековиќ му избега топката од раце, но за среќа на Пековиќ и на тимот на Куманово, нашиот тим ќе остане во посет. Куманово со 7 бодови е лидер во Д групата. Реков, ова е втора дел од групната фаза. Во првиот кумановци беа второ рангирани. Од 10 надпревари има 6 победи и 4 порези.
заедно со бугарскиот состав на Берое и Теодо се пласира во втората рунда, во која не успеа да се пласира екипата на Сигал Приштина, која е актуелен бранител на трофеот, и составот на Башкими. Заедно со Кожув, кој беше четврто рангиран по А конкуренцијата, а сега Евгеличани се на второто место во новоформираната С група со 7 бодови, откако вчера екипата на Кожув славеше убедлива победа на домашен терен против Сутјеска, избројна бодови, но подобар меѓусобен скор. Таму лидер е бугарскиот Берое. Фен Индустри е на четвртото место со 5 бодови, но кавадарчани својот надпревар од оваа рунда ќе го играат утре вечер во Стара Загора против Берое во терминот од 18:30. Со тоа ќе биде комплетирано предпоследното коло. Последното на програмата е на 28 февруари и 1 март. На 1 март во оваа иста сала Куманово против Карпош Соколи во едно од двете македонски дерби средби. Ден порано на 28 во Кавадарци Фени ќе игра против Кожув. За Ноа Долман прва лична грешка, купно четврта тимска во вториот период. За 3 големо промашување на Миладин Бековиќ. Долман не успева. Весели ќе биде вратен во игра. Очигледно се врти околу него, барем на овој надпревар. Тој е најефикасниот досега со 12 постигнати поени. Каражовски има 8 во екипата на Куманово, но Весели игра и добро. Подобрачите со 5 скокови, за сега е недобриот скокач на овој надпревар. Камерон Рейнолдс, играчот со број 2 во составот на гостите, е очаен вечерва. Ке подсетам уште еднаш на првиот надпревар постигна 25 поени, а Рейнолдс вечерва само 2. Шанса за Данило Мијатовиќ да го мине и успева во тоа. Караджовски и Караколев, обајцата имаат по 8, Мијатовиќ еден повеќе кош. Плюс 13, 37, 24 во 87-та минута од надпреварот. Тоа е највисоката предност. На брзина и Ноа Долман го бележи својот четврти поен. Се надам дека на еден ваков начин, со посредство на Македонскиот олимписки комитет, ќе успееме да ги задоволиме вашите вкусеви, барем кога во прашање се настапите на нашите екипи во регионалната библ конкуренција. Очекувам буквално сите да минат, иако ќе биде тешко за такво нешто, доколку Карпош Соколи не успеа да го добијат вечерашниот надпревар против Теодо на 40 секунди до крајот на полувремето во Скопје. Карпош Теодо 43-43. На овој надпревар пак постануваат уште 1 минута и 4 секунди. Првото полувреме се разбира. Подсетувам дека идејата на Македонскиот олимписки комитет
со вакви преноси на својот YouTube канал на Mob TV е да се доближи до целата македонска популација спортот, не само во сениорска конкуренција, туку и во помладите категории, дали било тоа во машка или женска. Македонскиот олимписки комитет, како и досега, така и во иднина ќе биде отворен за соработка со сите национални федерации кои ќе пројават интерес за една ваква соработка. И се надевам дека тоа ќе прерасне во традиција и се почесто љубителите на спортот ќе имаат можност да следат интересни надпревари од најразлични спортови поврзани со македонскиот спорт. По неуспешниот обид за 3 на Джонел Браун има две слободни фрлања, од кои првото веќе реализира. Мијатовиќ има можност да стигне и до 11-тиот свој кош. Тоа и го прави еден помалку од осумката на Печја. Албан Весели, тој има 12. Мано има плюс 10. Весели за 3. Негова четврта тројка. Промаши само во вториот негов шут за линијата 6.75. 13-5. Печ 13-6. Куманово во ударите за 3. Еве можност да се поправи тоа, немаше овој пат среќа на секунда до крајот овој обид на Данило Мијатовиќ едноставно излезе од кошот и сега мало закачка таму, исклучување за кого? Само да видам за кого. Само да видам за кого. Ова е она што не го посакувавме, мислам дека е тоа Караколев. Не успев да забележам најдобро, да бидам искрен, но мислам дека е тоа Караколев кој заработи исклучување по практично крајот на првото полувреме. Ова е реакцијата на нашиот тренер на Марин Србиновски кон судиската тројка. Како и да е, во првото полувреме Куманово има 7 поени предност, 39-32. Оваа четвртина ја добиваат гостите со 20-17, во првата 22-12. Во 80-та минута имаше Куманово и највисоки плюс 13, прими 8, даде само 2 коша и затоа на пауза кумановци ќе заминат со плюс 7. 39-32. По уобичаената пауза, одново со коментар во салата во Куманово. Одново назад со коментар. Одново назад со коментар од Куманово. Надпреварот третото коло во регионалната Балканска лига, Куманово има предност од 7 поени, 39-32 во делот против Печ. За оние кои добро се вклучуваат на YouTube каналот на Македонскиот олимписки комитет, односно на Mob TV, подсетувам дека овој пренос е во соработка со Bibble,
и на некој начин представува прв чекор кон проектите кои ги има зацртано Македонскиот олимписки комитет, популаризација на практично се што е од доменот на спортот, не само во сениорска конкуренција, туку и во младинските, но за тоа ќе мора малку повеќе да се ангажираат и националните спортски федерации со своите проекти, да се вклучат во оваа добра замисла на МОК, да го доближиме на некој начин не само врвниот, туку и аматерскиот спорт и младинскиот спорт во вашите домови. Збор 2 за она што се случуваше на паркетот. Кумановци добро го отворија мечот, ја добија првата четвртина 22-12, функционираше во првиот дел ударот за 3, реализира 50%, за линијата 6-75, 4 од 8 упатени удари. Во вториот дел нешто послабо, останаа на 4 тројки, но се обидоа и дополнителни 7 пати, не погодија ниту еднаш. Од друга страна пак проработи шутот на гостите. Предначи тука Албан Весели, косовскиот репрезентативец, кој веќе реализира 4 тројки од 6 за гостинскиот состав. Имаше Куманово плюс 13 во 87-та минута, 37-34, но постигна во последните 2 минути само 2 поени, а прими 8, и затоа продолжението на преворот Кумановци ќе го стартуваат со плюс 7, но ќе има и 2 слободни фрлања поради исклучувачката грешка која судиите ја видоа некаде, поради која Караколев пред време го заврши овој меч. И навистина не ми е јасно каде го видоа сето тоа. Да, не е дека немаше муабет разговор меѓу Караколев и еден од гостинските играчи, но дали тоа беше за исклучување, навистина не знам. Реагираше Маријан Србиновски, но бадијала сето тоа. Караколев одигра солидно, одлично би рекол, 8 поени за времето кое го мина на паркетот. Сега техничка грешка, број 5 за Маријан Јаневски. Која е целта на ваквата арбитража, не ми е јасно. Романецот Чиулин, Лутешич и Јокич се арбитрите кои треба да ја делат правдата. Ни 10 секунди не мина, веќе си шутна гостите 3 слободни фрлања, ќе имаат и топка одстрана. Подсетувам дека во теке и на преворот во Скопје меѓу Карпо Сокол и Теодо. Гостите имаат предност од 5 поени разлика, иако на полувремето резултатот беше изравнет. А 5 поени предност има Куманово. И конечно, прв напад за нив во ова второ полувреме. Караджовски имаше ситуација можеби и да заврши сам. Уште 6 секунди за овој напад, ќе мора да се шутира, некој да ја превземе одговорноста. Ова е од неизградена ситуација. Тофовиć за 3. Непрецизен, но
Morаше ова да го прибере. Вела мораше оваа топка да ја прибере Радослав Пековиќ, подсетувам 215 сантиметри. Највисокиот играч во обата тима. Колку за споредба, неговиот опонент на спротивната страна со број 21, Джейми Бейли Скин, има 203 сантиметри. Браун, ги чекаме неговите први поени. Нова загубена топка. 4-1 ситуација и нема да му биде воопшто тешко на Албан Весели да стигне до својот 17-ти поен. Само 2 поени предност за Кумано. Мијатовиќ имаше контакт со раце тука, врзне го. Сега поените ке важат, ке има и дополнително слободно фрлање, а тоа е, според мојата евиденција, прва лична грешка за неефикасниот на вечерашниот надпреварс Албан Весели. Останува на 13 коша. Данило Мијатовиќ, тој е неефикасен во составот на Куманово. Рендлс немаше ли чекор повеќе, но побит за 3, непрецизен. Тоа беше Аустин Тилсон, иако стартер, првиот организатор на играта на косовската екипа, американецот Тилсон, се уште без постигнат кош. А скоро мене учинокот вечерва и на Миладин Пековиќ, само 5-ти поен. Ахмед Башиќ против Миладин Пековиќ игра 2-2. Влаголот е сам, се решава со степ-бек да шутира тројка и да погоди. Мора многу поблиску, многу повнимателно, поангажирано да се чува Албан Весели, негов 20-ти поен. 5 тројки од 9 упатени удари. Ке подсетам на првиот меѓусебен дуел. Косовската екипа имаше дури 12 реализирани удари зад линијата, 6-75 од 37 упатени удари. Мијатовиќ мораше да асистира пред една ваква ситуација. 3-1 беше ситуацијата. Втора лична грешка за Весели. Браун против Печ пред 10 дена постигна 19 поени. Вечерва 0 за црноморестиот американец во дресот на Куманово. Петнаесет коша, затоа пак за Данило Мијатовиќ. Има и 6 скокови. За сега Мијатовиќ и Весели се двајцата играчи кои даваат белек на овој надпревар. Лидери и по поените и по скоковите во своите екипи. Загубена топка број 8 за составот на Печ. 8 има и Куманово. Но а Далман ќе влезе во игра. Миладен Пековиќ.
Добива блок од Радослав Пековиќ. Не е тој оној што треба да ја води топката, но ако е веќе ова замислата и акцијата во ред, во последен миг од Загреб се обиде Рендолс да украде асистенција на Радослав Пековиќ за 17-тиот поен на Данило Мијатовиќ. Не запрлив е Албан Весели. 22 кош. Шест секунди за овој напад. Прв кош за Джоел Браун. Речиси 20 минути минати на паркетот. Прв кош, подсетувам уште еднаш за Браун. Сега нема тројка, но тоа нема да го обесхрабри Албан Весели. Повторно да се обиде. Браун под фаул од Рендолс. Мојата евиденција вели прв фаул за Рендолс. Вкупно трет, односно четврти веќе тимски. Наредниот ќе биде санкциониран со слободни фрлања, тоа е јасно. Мијатовиќ прифаќа преку, но Адалман не успева со корак да поентира. Мирза Ахмедбешич со број 6. Добива блок. Веднаш пенетрација во рекетот, но не го забележаа тоа. И има тука 3 секунди, премногу долго се задржа, па и асистираше Весели за Далман. 6 поен, можеа со чиста совест да покажат 3 секунди судиите, но не се решија за такво нешто. Правилата се сосема јасни, без разлика каде се наоѓа топката, без разлика дали играчот е активен, пасивен, доколку е во оној простор во рекетот повеќе од 3 секунди, тоа се санкционира. Ахмедбешич, трета лична грешка, слободни фрлања, прв пат вечера за Миладин Пековиќ. Има офанзивен скок од Радослав Пековиќ. Мијатовиќ за Пековиќ. Браун бараше топка, се реши до крај сам, практично на истекот на последната секунда да изнуди лична грешка. Искусниот Мијатовиќ, но Адалман судијата не може да го најде неговиот број. Тоа е оној кој направи фаул. Ки има 2 слободни фрлања за Миладин Пековиќ. Односно, се извинувам, за Данило Мијатовиќ. Во просек 78% реализација од поле, од линијата за слободни фрлања. Вечерва промаши само едно слободно фрлање. Така и ќе остане вкупно негов 19 поен. 52-44. Живановиќ со број 19 е во игра во составот на Куманово. Само да го болежам, првиот кош од игра на играчот со број 6, Мирза Ахмедбешич. Миладин Пековиќ.
Има нова лична грешка и мислам дека одново е тоа Далмон. Така е. Трета треба да е тоа негова и веднаш ќе ја реагира Александар Тодоров, ќе го повлече од игра, но Далмон добро се познаваат овие двајца, впрочем, кога во периодот од 2011-та Александар Тодоров беше на кормилото на МЗТ Скопје аеродром, токму тој го донесе Ноа Далман, Бојане Сандански, па беа заедно во бугарскиот Балкан, па лани во романската екипа Динамо Букурешт и еви ги сега во Косовскиот Печ. Ова е само второ промашување на Мијатовиќ од пенал линијата. 20 поени за Мијатовиќ, 22 има Албан Весели. Караджовски за 3, непрецизно. Ги погоди првите два удари за 3 поени. Сега велат судиите лична грешка за македонскиот репрезентативец. Абрамовиќ. Оустин Тилсон. Прави чекори. Словеничкиот интернационалец Роберто Абрамовиќ. Роден 88-та година. Караджовски. Караджовски до крај не успева, но добро сето тоа го следеше Данило Мијатовиќ и еве го неговиот 22 кош, се изравнува со Албан Весели. Плюс 9. Останува така и по овој неуспешен обид за 3 на Рендалс. Браун. Загуби некако чекор. Живановиќ мораше да шутира. Промашува за 3. И на спротивната страна, ај што ќе важат поените, ќе има и дополнително слободно за најефикасниот играч за сега на надпреварот, Албан Весели. 24 од 48 поени за составот на Печ ги постигна осмицата Албан Весели, косовскиот репрезентативец. Точно половина. На повреда се жали Стефан Живановиќ, 19 февруари, наполни 28 години. Деведесет и 5 секунди до крајот на третиот период. Работата дајте му да шутне слободни фрлања, не тројка. Албан Весели од 3 реализира едно слободно фрлање, затоа пак постигна 5 тројки. Мислам дека токму тој прави лична грешка. Број 8. Трет фаул според мојата евиденција за Весели, тоа е добро.
За жал, тоа се условите во Кумановската сала. Мијатовиќ уште едно слободно ќе има. Погодува 12-10 од оваа позиција за Мијатовиќ. Вкупно 24 поени. Премногу. Не знам каков кредит и со што се го заслужил. Ама 12 шута за 3, што е многу е. Караджевски успеа некако да ја прибере топката и патем нова лична грешка, забрави 8. Албан Весели. Четврта. Ова е голем проблем за гостинскиот состав и за тренерот Александар Тодоров. Дваесет и 5 коша за Данило Мијатовиќ. 58, 48 плюс 10. 29-та минута над преварот. Дваесет и 5 секунди до крајот на третиот период. Абрамовиќ од табла. За Абрамовиќ прв кош од игра. Постигна еден поен од слободно фрлање во втората четвртина. 58-49. 5 секунди за овој напад. Ке мора веќе да се мисли на шут, тоа и го прави, и тоа во обид за 3. Пековиќ безуспешно. Токму тој ја постигна првата тројка на денешниот надпревар, но еве не успева да реализира. Практично во последната секунда 58 Куманова, 50 плюс 8. Еден повеќе во однос на првото полувреме. Деветнаесет 18 ја добиваат оваа четвртина нашите кошаркари. Инаку, еве една информација за љубителите на кошарката кои не следат на МОК ТВ, на YouTube каналот на Македонскиот олимписки комитет. Во Скопје прекина надпреворот меѓу Карпош Соколи и Теодо. На онлайн статистиката на Библ лигата 2:45 до крајот на третиот период. При резултат 60-61 нашата информација вели дека тренерот на Соколите Николич ја повлекол екипата. Останува да ги сочекаме официјалните информации и ова е на атрактивниот потек на вечерашниот надпревар кој со забивање за плюс 10 го крунисува Радослав Пековиќ, негов 6-ти поен. А прв кош за американецот Аустин Тилсон.
Тој беше меѓу стартерите на Александар Петровиќ. Прва лична грешка за Роберт Абрамовиќ, словенскиот интернационалец. Браун бараше контакт, го изнуди, го доби, ке има две слободни фрлања, бидејќи неговиот сонародник на спротивната страна, Джейми Били Скин, заработува третата своја лична грешка. Далеку е Браун од надпреварот број 1 меѓу овие два тима и оние 19 коша кој ги постигнал на првиот дуел меѓу Печи Куманово. Со овие реализирани слободни фрлања само 4 за американецот. Одново плюс 10. 62-62. Тилотсон. Добро одиграно. Мора да се признае, Скин до Ноа Далман, кој правовремено се уфрли и не последно под кошот. Тоа е неговата специјалност. Ноа Далман не е многу висок, секој знае добро да се постави, да ја најде вистинската позиција. Впрочем, тоа го красеше и во неговите настапи, додека го носеше дресот на МЗТ Скопје. Не успева сега Далман. Еве обид за 3, кратко овој пат Мијатовиќ, негово трето промашување зад линијата 6.75. Далман мораше да извади надвор. Абрамовиќ, одново Далман, од непосредна близина. 10 кош. Тој е вториот двоцифрен во составот на Печ. Кај Куманово само Данило Мијатовиќ. 25 поени. Чалакај има лична грешка. Во напад, велат судиите. Четврта за Джейми Скин. Соработка на двајцата Пековиќ. Сега Радослав плави блок за 3, Караджовско не успева да реализира. 2 од 7 за линијата 6.75 на Караджовски, 6 од 20 има Куманово. Една тројка повеќе постигнаа гостите од Печ. Судена е лична грешка за Данило Мијатовиќ. Само втора за него. Го дели еден скок од дабл-дабл учинок. Данило Мијатовиќ покрај 25 поени има и 9 скокови. Толку има и Радослав Пековиќ. Миладен Пековиќ ќе прифаќа топката. Брзо се вратија кошаркарите во црно-жолта комбинација. Браун
Igra pick and roll 2 na 2 i ovoj pat dobra završnica za Radoslav Peković. Evo je potvrda na ona informacija koja je plasiravme pred malku za prekin na preворот во Скопје меѓу Карпаш Сокол и екипата на Теодо. Отиват на нецели 3 минути до крајот на третиот период, само да ја забележам оваа тројка и веќе 28 поен на Данило Мијатовиќ, негова трета тројка. Овие плюс 11, 67, 56. Во 34-та минута се причина поради која Александар Тодоров бара пауза, одмор. Велам еве потврда за информацијата од Скопје. Прекина на преворот, Карпаш Сокол и Теодо. Повлечена екипата од страна на домашниот тренер Николич. Интересно. Теодо е екипа од Тигиват, град во Црнагора кој е збратимен со скопската општина Карпаш. Според информацијата која добивам од генералниот секретар на МОК, причината е катастрофалната арбитража која имале судиите на тој надпревар. Додуше и тука ништо подобри не се овие тројца арбитри, Циулин, Рутешич и Јокич. На самиот истек, на крајот на првото полувреме, видоа таму елемент за дисквалификација на Никола Караколев, па под стартот на второто полувреме веднаш и техничка грешка за Маријан Јаневски. Со тие слободни фрлања на некој начин го вратија составот на Печ во игра, а сега не сватливо. Плеймейкер да игра со грб. Нова тројка. Само да забележам, број 6 Мирза Ахмед Бешич, прва негова тројка и од плюс 11 на плюс 6. Куманово тајмаут Маријан Србиновски.
Не гледам причина за одолжување на продолжението на преварат. Вела судиската е последна, така и во овој случај. Наверно, ама не секогаш арбитрите се во право. Некој од намера, некој од ненамера, некој од знаење, повеќето од незнаење, нели? Стара болка. Точно 4 минути до крајот на надпреварот. Куманово има плюс 6. 67-61. Лична грешка, само да видиме, од број 2. Втора за Камерон Рейнолдс. А сега лична во напад од Миладин Пековиќ. Дваесет и два фаули Печ, 16 Куманово. Мислам дека е тоа многу. Нова тројка, втора во низа за Мирза Ахметовиќ, еден од тројцата косовски репрезентативци. Ки има две слободни фрлања поради четвртиот фаул на Мирза Ахметовиќ. Ахмет Башиќ, се извинувам. Се доближија на 3 негатива. 67-56 беше резултатот. Од тогаш па се до овој момент 8-0 имаше составот на Пеќ. А ова се први поени во последната четвртина за Миладин Пековиќ. Купно 8 за него, 69-64. Чекори има сега од Албан Весели. Дали долгото седење на клупата си го стори своето, па Весели се олади. Одигра одлично во првото полувреме. 15 поени имаше, постигнат 4 тројки од 7 удари, но во продолжението нешто послабо. Заглави на 24, а за тоа заслужен беше и Мијатовиќ, кој го намеси да направи третата и четвртата лична грешка. И сега овој фаул ќе донесе 3 слободни фрлања за Данило Мијатовиќ. Можност да мине границата од 30 поени. Ова е 29-тиот. Еве го 31-виот кош за Данило Мијатовиќ. 72-64. Плюс 8. Втор фаул за Джералд Браун.
31 кош Јатовиќ имаше и во дуелот против Теодо на 11 октомври, кој Куманово го доби тесно со 78-75. По оваа блокада, за жал, немаше подршка во рекетот Радослав Пековиќ, па Ноа Далман со својот 12 поен намалува на 72-66. Караджовски оди на блок Мијатовиќ, се решава Караджовски на спротивната страна и изгубува лична грешка од Абрамовиќ. Втора, две слободни фрлања за Димитар Караджовски. Заглави на тие 8 поени од првото полувреме, во кое реализира две тројки, по една во првата и втората четвртина. Ова е прв кош во второто полувреме за македонскиот репрезентативец Димитар Караджовски, вкупно 9 за него. И можност тој да биде вториот двоцифрен во составот на Куманово. Така е. Караколев 8, ќе остане на тие 8, бидејќи беше исклучен на крајот на полувремето, а ќе остане на 5 тројки. Весели по овој негов 13-ти обид. Радослав до Миладин Пековиќ. Браун, отворен му е патот кон кошот, како да се исплаши од Ноа Долман, имаше простор да направи уште еден чекор и да оди на леп двочекор. Не се реши за такво нешто. Не сум импресиониран, далеку од тоа, од играта на Браун. Тайм-аут Александар Тодоров. 94 секунди до крајот. Куманово има 8 поени предност. Оваа победа, а се надзира, ќе значи пласман на кумановци во полуфиналето. Практично ќе биде прескокната четвртфиналната рунда. Правилата се јасни, пропласираните екипи од С и Д конкуренцијата ќе бидат слободни во првата фаза од плей-офот. Практично директно ќе се пласираат во полуфиналето, додека второ и трето пласираните ќе разигруваат за место меѓу четирите најдобри. Се надеваме дека сите 4 македонски екипи ќе бидат таму, останува да видиме. Сега на брзина 4 коше на гостите од Теч и токму затоа тајм-аут бара Маријан Србиновски на минута и 11 секунди до крајот. Само 4 разлики. Има плюс 8. Не сака да ризикува ништо. Србиновски, екс-селекторот на Македонија. Подсетувам, вчера екипата на Кожув забележа убедлива победа пред својата публика
на некој начин и се реваншира на црногорската судјеска за високиот пораз од претходната рунда. Фени Утревечер гостува во Стара Загора кај првопласираниот тим. На Берое. А надпреворот во Скопје меѓу Карпош Соколи и Теодо ќе биде регистриран со службен резултат 20-0 за гостите. Ова е официјална информација од веб страната на Библ лигата, објавена пред некоја минута, а оваа атракција доаѓа како шлак на тортата, како цреша на шлагот, како сагаде. 10 поен за Радослав Пековиќ, плюс 6. Нема да имаме повеќе од јасно четворица представници во разигрувањето. Еве на брзина, во информацијата објавена на веб страната на Библ се вели дека екипата на Теодо со службен резултат 20-0 ќе го добие дуелот против Карпош Соколи, кој вечерва почна, но не заврши во Скопје, бидејќи при резултат 61-60 за гостите отиват на 2-42 до крајот на третиот период. Тренерот на Соколите Драган Николиќ се решил да ја повлече својата екипа од игра и веднаш со реакција од раководството на Библ, вие видовте една несеткојдневна случка по на силовито забивање, мореше самиот да оди Радослав Пековиќ да го смири кошот на противникот. Предпоставам дека Соколите нема многу да се жалат на ваквата одлука на Библ. Моја предпоставка е дека можеби не размислува за посериозно настап во оваа конкуренција, бидејќи беа повеќе насочени кон настапот во АБА лигата. А јас ќе го изразам моето мислење, мислам дека настапот на Карпош Соколи во Библ беше чисто формален карактер, да се задоволи предусловот со настап во две лиги да не се игра во домашниот шампионат. Ја искомпликува малку ситуацијата домакините, 37 секунди до крајот, имаат плюс 4, но гостите се оние кои напаѓаат. Среќа што не успеа да погоди. Албан Весели, 14 шута, 1, 2, 3, 4, 5 тројки, сите во првото полувреме, но и фаул во напад, велат судиите за Ноа Далман, за кого завршува овој меч пред време поради петлични. И еве шанса за Стефан Живковиќ, кој го отвори надпреварот со тројка. Тоа беше и првиот кош на вечерашниот надпревар, од тогаш наваму Живковиќ не успеа да се запише во листата на стрелците. Еве го четвртиот кош и мислам дека овие 5 плюс ќе бидат повеќе од доволни Куманово да оствари победа. 26 секунди, потребни ми се два напада на гостите од Пеќе, а Весели играл последен со топка од неговото колено во аут. Ќе го видиме тој момент изеднаш. Еве го тој момент. Апсолутно во право судиите. Апсолутно во право судиите. И сега овие повеќе од 1000 гледачи ќе може
да ја прослават оваа победа која, велам, вреди пласман во полуфиналето. Во следното коло требаше Куманово, односно би требало Куманово да игра против Карпош Соколи на 1 март во оваа иста сала. Но не верувам дека ќе дојде до тој надпревар. Во домашниот шампионат остануваат уште 2 кола до крајот на регуларниот дел на прволигашката конкуренција. Кумановци викендов ќе играат пред својата публика против последно пласираниот Вардар, тим кој нема ниту една победа, а во последното коло гостуваат кај Струмица на 4 март. Јасно е дека покрај работнички Фени, Куманово, Кожув ќе бидат 4 екипи заедно со Карпош Соколи и шампионот МЗТ Скопје, кои ќе се приклучат во суперлигашката конкуренција, кои ќе разигруваат подоцна и за титулата. Тешко е да се поверува дека Струмица би можела да го мине гевгелискиот тим на 4-та позиција, бидејќи Струмичани имаат 2 победи помалку. Мислам дека многу работи нема да се сменат што се однесе до прволигашката конкуренција. А вистинските возбудувања ќе престојат во Суперлигата. Впрочем, тоа беше најдобро најавено на завршницата на Купот на Македонија, во кој Фени Индустри направи одличен резултат најнапред со елиминацијата на МЗТ Скопје, актуелниот шампион и дотогаш бранител на трофејот на Купот на Македонија во полуфиналето. Добра партија прочеа кавадарчани против Карпош Соколи, кој стигна до својот прв историски клубски трофеј. Тука никогаш и не смееме да го отпишеме најтрофениот македонски кошаркарски колектив, работнички, кој беше поразен од Карпош во полуфиналето. На тој надпревар не настапи искусниот Владо Илиевски поради повреда. Знаеме што значи легендарниот македонски кошаркар, човекот кој на некој начин ја донесе најголемата радост во историјата на Мак баскетот со онаа негова легендарна тројка. Може да го заклучиме полека овој меч. Екипата на Куманово ја забележува очекуваната победа над Печ во предпоследното коло од групната фаза и на коло пред крајот го осигура првото место во деконкуренцијата. Триумф на Куманово 80-74. Со тоа и пласман директен во полуфиналето. Кумановци ќе бидат слободни во следното коло. Најверојатно реков, бидејќи треба да играат со Карпош Соколи. Фактографски Данило Мијатовиќ најефикасен со 31 постигнат поен во цифрени во составот на Куманово, со по 10 беа Караджовски и Радослав Пековиќ. Кај гостите на истакнат поединец Весели со 28 коша. Почитувани гледачи, од името на екипата која го реализира овој пренос за МОК ТВ, за YouTube каналот на Македонскиот олимписки комитет, јас ќе ви се заблагодарам на вниманието со уште една напомена дека ова е само почеток на добрата идеја која има Македонскиот олимписки комитет за промоција на македонскиот спорт. Потсетувам уште еднаш, не само на сениорско ниво, не само на меѓународно, туку и на домашно ниво, во помладите категории. МОК останува отворен за соработка. Сега на потек се националните спортски федерации, кои преку своји проекти и замисли може да се вклучат на некој начин и тие да бидат пренесувани од страна на МОК ТВ. Уште еднаш ви благодарам на вниманието и посакувам пријатна вечер.